Колешката Дијана Тасева ја вклучуваме во живо во овие вести на Алфа, која е на лице место. Дијана, добро вечер. Гостин е Александар Николовски, подпредседателот на ВМРО-ДПМН. Повели. Така е, Коки, како што кажа, се вклучуваме во живо од центарот на Струмица, каде овде со мене е господин Александар Николовски, носител на изборната единица 4 од ВМРО-ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија. Со него денеска разговараме за пораката која тој сака да им ја пренесе на граѓаните на последниот ден од изборната кампања. Добар ден, господине Николовски. Добар ден. Која е пораката која што ќе им ја пренесете на граѓаните да ги мотивирате да излезат на гласање? Точно, денес ја завршуваме кампањата тука во Струмица. Имаме средби со граѓани во Струмица, а вечер последниот собир со граѓани ни е во струмичкото село Муртино, каде што сакаме да ја испратиме последната порака до граѓаните. Јас би сакал да ги повикам на една масовна голема референдумска излезност. Потребно е сите кои што не гледаат, сите жители на четвртата изборна единица да излезат во што поголем број, да имаме една рекордна излезност, 75-80% ако е возможно, референдумска излезност, затоа што само на тој начин може да се случат промените во Македонија, кои што јас сум убеден дека ќе се случат. Граѓаните да дадат можност на обновата, да дадат можност на третата генерација на ВМРО-ДПМН да покаже што може и во делот на зачувување на македонските национални интереси и во делот на економскиот пустош кој што за жал владе во четворката, а кој што мора да го поправиме и ќе го поправиме после изборите, и во делот на земјоделието, и во делот на инвестициите, посигурни работни места, повисоки пензии за пензионерите и нови работни места за младите. Така што повикувам на една голема масовна референдумска излезност, да излезат граѓаните, да гласаат и да го поддржат број 14, односно ВМРО-ДПМН и коалицијата за обнова на Македонија. Која е вашата посебна порака која сакате да им ја испратите на изборната единица 4, каде што сте и носител? Па не случајно, јас ја одбрав четворката, го кажав тоа на самиот почеток. Мојата цел е да го послушам она што ми го говори народот, а народот вели дека сакаат Зоран Заев да е победен прво дома, затоа што глуми голем локал патриот, но во суштина ништо не изреализира. И денеска, еве, вечерва одиме со завршен митинг токму во Муртино. Често го споменувам Муртино како негово родно место, ама во тоа негово Муртино за жал се уште канализацијата не е средена, камоли останатите работи, да не зборуваме за екстремно ниската цена на земјоделските производи и откупот кој што е со екстремно ниски цени, како и зелената мафија која што го цица трудот на земјоделците. Како што јас велам, земјоделците остануваат со испукани раци и со солзи во очите, додека неколку членови на зелената мафија возат коли од стотици илјади евра. Тоа е тажната вистина за четворката која што мора да ја поправиме. Тажната вистина за четворката е она што денеска сите го слушнавме, а тоа е дека Заев бил на врвот на аферата Рекет. Јас тоа прв пат го кажав минатата година, во месец август од селото Банско тука во Струмица. Тогаш Заев се закани дека ќе ме тужи за клевета, се уште не сме стигнале до судскиот процес затоа што бега од истиот, но еве денес се покажа дека тоа било вистина, имено самиот тој побарал над 6 милиони евра рекет во Македонија, што само покажува дека тој е на врвот на пирамидата која што рекетирала во Македонија. На тоа мора да ставиме крај, мора да има одговорност, мора да има кривишна одговорност и политичка секако. Одговорноста почнува со победата на изборите на 15 јули. Ви благодарам и посакувам мирни и успешни избори. Благодарам и поздрав до сите што не гледаат. Благодарам. Коки ги слушнавме пораките на господинот Николовски во живо од центарот на Струмица, па тоа би било се во ова наше кратко вклучување. Благодарам Дијана Тасева со подпредседателот на ВМРО-ДПМН Александар Николовски, носител на ВМРО-ДПМН во изборната единица 4, каде бие директна битка со председателот на СДСМ Зоран Заев. Како што слушнавме, Николовски повика на масовна референдумска излезност на изборите на 15 јули.